Човековиот организам живее благодарение на тоа што дише, тоест зема кислород од воздухот. Кислородот пак служи за да ја согори храната што ја јадеме, претворувајќи ја хемиската енергија содржана во неа во други форми на енергија, во движечка енергија кога станува збор за мускулите, во енергија на излачување кога се во прашање жлезди, во нервна енергија кога станува збор за мозокот, арбетната мождина или нервите и така натаму. Белите дробови се тие кои на крвта ја овозможуваат да го впие кислородот од една и да го исфрли јагленородниот двооксид како отпадна материја од друга страна. Ова се одвива во белите дробови на една огромна респираторна површина од околу 60 квадратни метри, понатаму крвта пречистена од јагленородниот двооксид, избогатена со кислород преку голема мрежа на крвни садови, го разнесува кислородот низ целото тело, обезбедувајќи на тој начин дишење и исхрана на секоја клетка од човековиот организам. Движењето на крвта низ телото го овозможува срцето, кое ритмички се стега и олабавува околу 80 пати во минута. А како се исхранува самото срце? Ке се обидеме да дадеме одговор на ова прашање на шемава што ви ја прикажуваме. Ова е срцето. Него го исхрануваат двете срцеви коронарни артерии, левата и десната. Тие излегуваат од аортата, најголемиот крвен сад во организмот, и преку своите гранкички ги снабдуваат со крв пред коморите, преградите и врвот на срцето. Во динамиката на едно напнато секојдневие, срцето е изложено на многу промени. Го отчукува ритамот на животот, но како се во животот и срцето има свој век на траење. Умее да предупреди на преоптовареност, да забревта или едноставно да престане да чука, да доживее удар кој е се почест во нашево време. Наглото затнување на една срцева артерија или на нејзина поголема гранка, или пак постепеното смалување на коронарниот крвен волумен како последица на артериосклерозата, представува инфаркт. Анатомски инфарктот представува гнилеш на срцевиот мускул во територија што ја снабдува со крв затнатата срцева артерија, најмалку 2 квадратни сантиметри. Ако успеавме да ја објасниме работата на срцето, неговата исхрана и појавата на инфарктот, да се обидеме сега да ги систематизираме факторите на ризик во заболувањата на срцевите садови. Кои се тие? Најпрвин, надворешните, кои произлегуваат од нашата животна средина, од начинот на живеењето, што го наметнува современиот начин на живеење. Денеска имаме, можеби непотполно, но веќе добро заокружен синдром на психички црти и начин на однесување на личностите наклонети кон коронарна болест. Некои од главните црти на таквите личности би биле морфолошки пикничен тип, гојазен тип, со предоминирање на интелектуални преокупации, голем работен капацитет, со постојано временска инсуфициентност или недостатност, јаки морални норми, постојана контрола на емоциите, зад која обично се крие хиперемотивност и латентно чувство на несигурност. Тоа се особи со надпреварувачка склоност во борба за слава и успех во животот. Луѓе кои не знаат за релаксација и имаат чувство за кривица за време на релаксација. Изричито спремни да изразат недоволство од разните сфери на својот живот. Порано се повеќе се инсистираше на стресната ситуација во која личноста работи, а сега акцентот се фрла на персоналната диспозиција, личната диспозиција. Имено се смета дека добро трениран менаџер е во состојба да поднесе и најголем професионален притисок.
доколку претходно е едуциран за работата која ја работи, наспрема на оние кои не се адекватно едуцирани, кои прават брза ескалација во хиерархиската скала. Тие се предиспонирани за класични менаџерски болести, инфаркт, чир и други, бидејќи имаат недостатен репертуар на адекватни одговори за професијата, за која не се припремени, а која ја доживуваат во стрес. Претераното консумирање на мрсноти, особено на тие од животинско потекло, овозможува натрупување во циркулацијата на крвта на голем процент на липиди. Зголемената количина на мрсноти во крвната циркулација прави таложење на липидите под зидовите на крвните садови, а со тоа и намалување на нивниот лумен. Како последица на сево ова, имаме намалена исхрана со крв на некои органи во телото. Најмногу страдаат мозокот и срцето. Утврдено е дека хиперкалоричната исхрана богата со масти не е сама за себе од особено значење, туку дисбалансот помеѓу калориите внесени со храната и калориите потрошени со работата или други физиолошки функции. Ова пак јасно укажува на значењето на физичката активност како основна мерка за сузбивање на атеросклерозата и коронарната болест. Според тоа, кога станува збор за улогата на правилната исхрана во превенцијата на овие заболувања, мислиме на исхраната во рамките на другите општи мерки во превентивата, а посебно на физичката активност, психичката релаксација, одвикнувањето од пушење и пиење алкохол и така натаму. Основните принципи на правилната исхрана во превентивата на инфарктот можат да се следат на два постулата. Прво, исхраната треба да е индивидуално прилагодена во сообразност со работата и начинот на живење на секој човек или семејство. За здрав човек се смета дека е доволно дневно количество од 2 до 2500 калории. Второ, исхраната треба да биде мешана и да постојат пропорции на одредени состојки, и тоа 30% масти, 15 до 20% беланчевини и 50% јаглени хидрати. Да се води сметка, мастите да бидат од билно потекло, јаглените хидрати особено од зеленчук и овошје или производи од житарици, а помалку од шеќер, слатки и благи пјалаци. Секој пат да се застапени во доволни количества минералните соли и витамините. Конечно, најважно прашање е дали постојат докази со диета да се намали зачестеноста на миокардниот инфаркт и коронарната болест. Прегледот на стручната литература дава основа за умерен оптимизам. Повеќе од соопштенијата во литературата се позитивни. Досегашните резултати даваат стимул за масовна диететска терапија во млада возраст. Меѓутоа, максимална корис од диети може да се постигне само тогаш ако диетите не се оставени на поединци, туку да се преземат мерки за промена на навиките во исхраната на целиот народ, со наобразба, влијание врз прехранбената индустрија и врз индивидуалниот производител. Физичката активност има одредена заштитна улога во поглед на настанот на коронарната болест. Луѓето кои физички работат поретко боледуваат од коронарна болест, од гојност и хиперлипидемија. Со физичката работа потполно и целисходно се метаболизираат јаглените хидрати и мастите, па се смалува ризикот од хиперлипидемија на маснотиите во крвта и таложење на липидите по зидовите на крвните садови. Физичката работа ја намалува покачената потрошувачка на кислород и ја подобрува ефикасноста на срцевата акција, која ја прави поекономична. Физичката активност ги зголемува колатералите на срцето, странични врски на крвните садови на коронарните артерии. А со тоа го зголемува дотурот на крв на срцето
и ја подобрува функцијата на срцевиот мускул. Физичката акција ги смалува серумските липиди, го намалува згрушувањето на крвта, а со тоа се намалува можноста од затнување, тромбоза на коронарен сад, која, ако настапи акутно, се манифестира со најакутното и со најактуелното заболување во кардиологијата миокардниот инфаркт. Одредена физичка активност е составен дел на диетата и не смее никога да биде занемарена. Физичката неактивност е еден од факторите на ризикот во настанот на коронарната болест. Се смета дека разликата во смртноста помеѓу група физички активни и група физички неактивни особи е како резултат на поголеми вредности на липидите во крвта, помалата гојност и ретката појава на шеќерната болест во првата група, во групата на физички активни особи. Факт е дека во истиот момент, штом го вдишеме чадот од цигарата, тој почнува да делува врз срцето, белите дробови и врз целото тело. Чадот влијае врз нашето срце да се зголемат отчукувањата за 15 до 25 пати во минута повеќе, при што крвниот притисок се зголемува за 10 до 20 мм живин столб. Тутунскиот чад, што се појавува при согорувањето на цигарите, не е само една субстанца, туку смеша на многу хемиски состојки: никотин, киселини, глицерол, гликол, алкохоли, фенол, ароматични хидрокарбонати. Ниеден од нив не е храна за здравието. Повеќето ни нанесуваат зло. Во секој случај, најподмолно и најштетно дејствува јагленовиот моноксид, гас без боја и мирис, кој преку лигавиците на дишните патишта лесно навлегува во крвотокот на пушачите. А потоа, соединувајќи се со крвната боја, хемоглобинот, прави соединение наречено карбоксихемоглобин, кој ја спречува размената помеѓу кислородот и клетките. На тој начин се пореметува исхраната во срцето, мозокот и другите органи на телото. Кај пушачите, во крвта се пренесува од 5 до 10 пати повеќе јаглен моноксид, отколку кај непушачите. Што станува со плодот кај бремените жени пушачи? Никотинот ги стегнува крвните садови кај детето во мајчината утроба, спречувајќи го протекот на крвта, додека јаглен моноксидот го смалува количеството на кислородот. Плодот не може да добие доволно крв и кислород за да може да расте нормално, онака како што би требало. Бебињата на мајките пушачи по тежина се помали. Почест е случајот на мртвороденчиња и несакани абортуси кај мајките пушачи. Цигарите предизвикуваат и некои белодробни заболувања. Повеќето пушачи наутро добиваат напади на кашлица, која со време станува хронична. Хиперпродукцијата на слуз е погоден терен за бактерии, а истовремено се смалува отпорноста на белите дробови кон инфекции, што е секако една од причините зошто пушачите се повеќе се подложни на настинки и други респираторни инфекции. Општо е познато дека алкохолот е отровна материја и внесен во живиот организам штетно делува или најсериозно ги оштетува неговите функции. Никој не почнува да пие алкохолни пијалаци поради природна физиолошка потреба. Тоа се прави од љубопитност, а завршува како болест. Како делува алкохолот на срцето и крвните садови? Целиот алкохол внесен во организмот мора да помине преку срцето и крвните садови. Минувајќи така, тој ги оштетува нив, особено артериите од нивната внатрешна страна, ја слабее нивната отпорност, придонесува за нивно побрзо оштетување, губење на еластичноста и покачување на крвниот притисок. Крвта, таа голема река што протечува низ човечкото тело, им донесува храна на сите делови во човечкиот организам,
а ги однесува остатоците од употребената храна. Таа истовремено го пренесува и алкохолот, кој има својство брзо да се соединува со кислородот. На тој начин крвта осиромашува со кислород. А веќе рековме, најосетливи органи на недостаток на кислород се мозокот и срцето. Понатаму мораме да споменеме дека алкохолот наполно го уништува црниот дроб, таа огромна лабораторија на човечкиот организам. Досега зборувавме за надворешните фактори. Факторот 6 е последен и спаѓа во внатрешните фактори. Тој е наследен, непроучен доволно, па затоа и не можеме поопширно да ви зборуваме за него. Едно е вистина, а тоа е дека само на него не можеме да делуваме, барем за сега превентивно во спречувањето на појавата на срцевиот инфаркт. Ако повторно направиме обид да ги разгледаме факторите на ризик за појавата на инфарктот, ќе дојдеме до заклучок многу поволен, многу охрабрувачки. А тоа е дека од можните 6 фактори, на 5 можеме да делуваме позитивно без лекови, да се одбраниме со физичка активност во работата, по работата, рекреирање, движење. Одбегнување на мрсни јадења. Одбегнување на стресни реакции што возбудуваат и намалено или прекратено пушење и пиење на алкохол. Стремежот да се биде здрав и да се живее колку што е можно подолго, ќе го оправдаме само со придружување на известни норми во работата, исхраната и живеењето. Ja znam samo da mlatim ovdeka i da popijem. 78. Pa i 9 počela, nego to je 78. 895. Rođeno sam 195. septembra mjeseca. Колку години се занимаваш со овој занает? С ovaj zanat se zanimavam, ima Boga mi preko 30 godina. Ali ne stalno. Stalno 13 godina. Ono drugo sam работая и други работи. Што работевте други работи? Работая sam земјану работу, работая sam чивчиску, полјопривреду, работая sam по кариере. Се збор во природа сте. Sve od, kazali, od 18. jula 27. godine, to se sve bavim više sa skamen. I druge работали najviše sa snijega. Od 18. jula 27. godine. А со што се храните? Molim? Со што се храните? Sa što se hranim? Siromašku hranu. Siromašku hranu. Kad što najdem. Mnogo puta samo papriku i lep, mnogo kupim i meso, mnogo kupim i, ali sök za sök se ranim i pijem i vino i rakiju i pivo i sve pijem i sve jedem i živim. I da pomognu koliko možu, sina, snavu li, unuka li koliko imam, unuci, imam onoj. А по колку часа работиш дневно? Kad kako? Kad rabotim 5, kad 7, kad 8, kad kako može. Za toga, a ranije sam работая 16 časova dnevno. 16 časova dnevno po preuzimači i tako napred jedno. 16 časova sam работая. I to nadrobim u ladnu vodu lebac i malo šećer ili sol bel, pa jedem i legam tamo po polje, po trnje, po jedno, po drugo. Aha. Да видиме сега како ќе оди ова. Dobro, ali će mi dati od nikoj jedno, 2-3 kamenčike da turim ovdje, da može da onoj, mali neki tako, 2-3 koliko da čuknemo koliko, drugo ništa. Koliko da se, ono, da li ja čukam, da li ono, ali čuje se. Kuda ovoj vašu, da je, dobro je,
Ovo je ovdje, ono će kaže ide čuka. Ali ja gledam ovdje, ne gledam u stranu. Po drugi put. Dole se odeli svega na sve vrste. Krv, dok god raditi krv da ti ide iz mozak u noge, iz pete u noge pa u mozak gore dole da raboti krv i dok je jak krv da to čovjek je zdravi, mladi, kako jedno drvo, vidiš, dok je ono mlado, ono teralo stari, terano, zastareli kako mene ovo počeo da se sušio, tu počeo da se sušio da ući, znači gotovo drvo, završilo i ono se, aj, eto, to je to. I čovjek je tako isto. Ne čovjek, nego svaka jedna životinja koja je na zemlji. Dok god mu radi krv, da tu je i život. Jer čim krv izgubi, nema da radi, nema da živi. Evo, dragi gledači, i naša ta pretposledna emisija, odnosno pretposledna rubrika ova emisija. Se dogovorihme, znači, da imamo i vreme, da imamo i kade, znajeme i kako znajeme, da to treba da go pravime zajedno su našата sopruga. I na kraut na kreštata, što so deceta? Ovdje ima jedna dilema i moja lična, ne možem da odgovoram na to prašanje. Da li сега соответното влияние треба родителите да го вршат врз децата да спортуваат, или веќе израсте една генерација во благосостојба, која, освен учењето, нема речиси никакви обврски, која треба да врши соответно влијание врз родителите да го направат она што го пропуштиле во младост. За жал, тука мислам затајуваат и старите и младите. Физичкиот напор за повеќето од нас е нешто од што треба да се бега. Правиме се нашите деца со лекарско уверение час поскоро да бидат ослободени и од онака малкуте часови по физичко воспитување во училиштата. Податоците во овој поглед се катастрофални. Некогаш било речиси срамота да бидеш одбиен на регрутна комисија како неспособен. Денеска нашите млади луѓе во огромен процент излегуваат пред регрутните комисии со телесни деформитети, во прв ред резултат од недвижењето, од бумерангот на високиот стандард во урбанизираното општество. Вие не сте му пријател на вашиот син или ќерка, ако го искористите познанството со некој лекар, па му прибавите уверение да биде ослободен од часовите по физичко вежбање. Цехот на вашето незнаење ќе го платат во иднина вашите деца. Во високо развиените земји констатирани се сериозни знаци на склеротизирање на клетките во организмот дури и кај деца на 15 годишна возраст. Сигурно не сакате вашето дете да стане старец пред вас. Па што да правиме, ќе речете? Почнете од самиот почеток. Од раѓањето, од проодувањето,
Учете го вашето дете дека нема ништо поубаво од физичкиот замор. Пуштете го нека игра, нека трча. Појдете заедно в планина. Според возраста одберете и турата. А потоа, што сте сториле заедно со другите татковци? Тука, во вашата месна организација, сте ги засукале ли ракавите на секоја слободна полјанка да им обезбедите на вашите деца минимални услови за спорт? Или пак ги терате од под вашите прозорци да не ви креваат врева? Услови постојат, тука се, покрај сите нас. Треба само малку иницијатива и добра волја, ако му мислиме добро на нашето дете. А што ќе биде ако и ние се вмешаме во таа игра? Ете, драги гледачи, тоа беше последната, петтата тема од овие разговори кои практично немаат крај. За нив може и треба постојано и на разни места да се разговара. Меѓутоа, ние во последната, во шестата емисија, идниот петок во ова време, ќе поканиме во нашето студио неколку луѓе кои веќе ја минале онаа критична граница, кои веќе практично одамна вежбаат и имаат известни своји искуства. Ќе ги поканиме да видиме што имаат тие да ви соопштат.